Добродојавте во беседа. Македонската емисија за високи и возвишени теми. Јас сум процесорот. Јас сум свештеникот. А денеска со нас повторно имаме гостин, односно гостинка, Марија. И повторно, како и пред неколку епизоди, денеска ќе имаме дебата. Меѓутоа, како што веќе покажавме во нашата дебата со господинот Паша, ќе имаме надконцептуална дебата во која што нема да се надпреваруваме и нема да се обидуваме да испаднеме по секоја цена во право и да го понижиме противникот, односно собеседникот, туку напротив, ќе се обидиме да најдеме едно заедничко решение во нашите различни или не толку различни ставови, ќе видиме низ самата дебата. Јас само да ја посакам на нашата гостинка добре дојде, мило што го прифати, односно ја прифати нашата покана да учествуваш и се надеваме дека ќе имаме убава беседа, дискусија, дебата се едно. Овој пат свештеникот ќе биде модераторот, а јас ќе бидам дебатерот, заедно со Марија. Здраво, дечки! Фала ви многу што ме поканивте. Не знаев дека толку тазеви овој концепт на надконцептуална дебата, меѓутоа, добро, концепт на нас малку звучи парадоксално, во секој случај, не знаев дека е толку тазев, мило ми е што еве уште сте во некоја пилот фаза и што јас сум дел од таа фаза. Фала ви стварно уште еднаш на поканата. Мислам дека тоа е можеби не реткост, него како да кажам, не знам дали мислам, ова е важен преседан што се случува според мене, заради тоа што ние тројца се расправавме, да речам, во реплај на Твитер и за сето тоа да заврши, се не да направиме овој колуѓе. Не знам колку често тоа се дешава на Твитер. Така што мислам дека сите тројца треба да сме горди на себе што стигнавме до овој момент. Барам јас знам дека сум и заради тоа ми е често сум тука. Апсолутно, јас така мислам. Исто така да ти посакам јас добре дојде и да ти се заблагодарам што ја прифати нашата покана. Јас ќе бидам денеска модераторот, како што каже процесорот. Ќе се обидам низ различни прашања и низ обиди за сублимирање на вашите поенти, не само да доведам до една точка каде што ќе се разбереме меѓусебно, туку исто така сакам и да пронајдеме еден начин каде што би можеле да изградиме заедничка идеологија. Значи, еден вид на компромис. Тука ќе одржиме една лекција за што е тоа разумен компромис, бидејќи многу луѓе не го знаат, поготово во политиката. И мислам дека ќе имаме многу интересна дебата. Дебатата ќе биде во однос на патриархатот и феминизмот и како тие влијаат врз машко-женските односи, врз индивидуата, врз семејството, врз општеството и така натака. Најпрвен ќе започнеме со нашата гостинка Марија, да се представи себе си и своите ставови. Па потоа ќе продолжиме со процесорот. Повели, Марија. Океј, значи јас сум Марија, како што рековте, активистка сум во разни локални и меѓународни иницијативи, кои што се за различни каузи, меѓутоа според мене борбата е една и иста и заради тоа што јас гледам во секој можен начин што можам да се вклучам во секоја борба и да се ставам на располагање. Така што, почнувајќи од вакал ептен локални малски иницијативи, не знам како Стоп за Вардариште сега што се раѓа во аеродром, се до меѓународни големи мрежи на организации, се обидувам да го најдам моето место и мојот придонес да биде најдобар што може да биде. Па мислам дека тоа би го кажала во самото представување. Моите основни начела се директна демократија, значи ако треба да се дефинирам себе си некако по моите уведувања, тоа би било анархизам, дефинитивно, верувам во самоуправување, значи државата според мене е главното зло или таа што не држи заробени, еве знам процесорот дека сака да ги прави тие лингвистички анализи, така што држава држи, има тука некоја етимолошка врска која што треба да се истражи, ова мене скоро исто така ми текна. Така што ете нешто само колку за почеток да зачиниме. Па ќе видиме, па како ќе зачиниме, да, мислам дека е многу важна дебата заради тоа што мислам дека ретко се седнува меѓу луѓе што ги имаат овие ставови, кои што навидом нели се спротивставени, ретко седнуваат да ги кажат отворено и плюс тоа не само што да ги кажат, туку и да бараат слабости во нив, тоа мислам дека е многу бара од нас голема понизност сите и голема нели интелектуална честност. И заради тоа како така сметам дека е доста важен муавет, затоа што во моментов ситуацијата меѓу мажите и жените сигурно сум дека тука се сложуваме катастрофална, премногу е поларизирана, не можеме да се поднесеме. И без овие муавети не знам како би дошле како би ја подобриле таа ситуација. Во ред, сакав да те прашам дали ти сметаш дека феминизмот е начинот на кој што ќе подобриме овие машко-женски односи и дали сметаш дека патриархатот е пречката
И зошто мислиш дека патриархатот е пречката, а феминизмот или модерниот феминизам, еве да кажеме, е она кое што е прав пат? Да, во суштина, тоа е добро, мислам, јас требаше веројатно и малку повеќе да ги образложам ставовите, така што би почнала со тоа што се случува денеска, така, која е ситуацијата денеска според мене, како јас ја доживувам и ја разбирам. Мислам дека во секоја смисла на зборот доаѓаме до крајот на светот. И ова не е никакво преувеличување или хипербола, туку баш сите религиски текстови што го најавувале и што го предвидувале, сега го доживуваме. И тоа може да се каже дека е контроверзен став, ама мислам дека се помалку, мислам дека луѓето сте го чувствуваме некако тој крај на светот во наводници, а тоа всушност може да биде само крајот на нашиот свет и на нашето човештво или на овој свет ваков каков што е. Во секој случај, мислам дека имаме многу краток рок пред нас да ја исправиме работата или ќе отидеме во неповрат. И тоа ќе биде вина и одговорност на сите нас. Значи не само десничари и само левичари, туку сите ние како луѓе не сме успеале да најдеме заеднички јазик и да се извлечеме од ова. И сега што е тоа што всушност придонесува кон ова катастрофично или катаклизмично расположение? Па мислам дека никогаш порано како никогаш до сега не бил животот толку поробен и заробен од интересите и од практиките на многу мал број на луѓе. Значи човекот не од секогаш, тоа ќе го разговараме, но од почетокот на настанокот на патриархатот според мене доминира со природата. Но сега таа доминација е доведена до степен на тотално уништување. И освен тоа, самиот човек како таков, својата човечност веќе толку ја има абстрахирано или како да кажам механизирано, што веќе гледаме, се зезавме претходно за вештачка интелигенција, буквално гледаме обиди да човекот целото човештво и се што значи да си човек, човечноста, да се стави во една машина. Така што ова што го доживуваме сега е едно заробување на животот и ставање дали во шише, дали во машина, сеедно, меѓутоа робството на животот е неспорно. И сега, според мене, таа идеологија или тој менталитет што е одговорен за поробувањето на животот е всушност патриархатот и најопшто кажано, во најширока смисла, тоа е менталитет на доминација врз другиот. Значи, се што значи доминација во било која смисла и на било кој ниво е патриархален менталитет и како таков, апсолутно не е менталитет што исклучиво мажи може да го имаат. И жени се патриархални и се доминантни и веруваат нели дека всушност само со надпревар или газење врз другиот може да се успее. Таа идеја за личниот или поединечниот успех на еден протагонист исто така е доста патриархална, затоа што станува збор за издигнување на индивидуата на ниво тоа е да речеме низ призма на индивидуата се набљудува светот, а светот воопшто не функционира така, се е тоа една голема целина и деловите сами по себе не се ништо без таа целина, ама целината па и не е само збир на тие делови, туку е нешто поголемо, така што врската е многу покомплексна и мислам дека патриархатот со наметнување на тој менталитет на лидер и оние што следат или еден човек кој што управува, го введува тој наратив за важно е да се успее нели како поединец, а не е важно што правиме колективно како општество. Сега малку се шалтам и скокам, се надевам ќе се фокусирам понатаму повеќе. Во секој случај, патриархатот во тој менталитет на доминација ја подразбира силата, ја разбира како надмоќ, значи според тоа, нели, ако доминација е главната цел, тогаш силата не значи да покажеш издржливост или отпорност, туку и тоа да биде повеќе од некој друг и да совладаш некој друг и живување, но исто така и наметнување на една единствена вистина. Значи, во патриархатот постои само еден светоглед што е исправен и ако отстапуваш на било кој начин од тој светоглед, тогаш ти си проблемот и ти си екскомунициран од заедницата, отфрлен, или па потребно е да ги малку потиснеш тие своји различности и да се вклопиш да се конформираш фактички на тој модел што е издигнат на пиедестал како единствен правилен модел на однесување и со тоа се губи многу од човечкиот потенцијал, според мене, и многу од човечкото знаење се заробува или се оддалечува од луѓето, или се прогласува за погрешно и така натаму, и со тоа ние не можеме да ги поврземе работите, значи се расцепкува тоа знаење на некој начин, и ние не можеме да создадеме една целосна слика, посеопфатна слика за тоа што се случува околу нас. Сега, со сето тоа, значи, патриархатот како менталитет на доминација врз жените, децата, целата природа и мажите, значи се, буквално врз целиот живот,
Феминизмот е отпор на тој менталитет, но морам да кажам дека феминизмот не е единствениот, тука го сваќам и тука спаѓа според мене или работничкото движење, синдикализмот. Значи секој обид или исто народно ослободителни движења, нашето движење за нели за правото на самоопределување. Сите тие движења кои што спружаат отпор на тој менталитет за доминација, нели, на некој што ги доминира, се всушност движења за слобода. Сега феминизмот според мене го директно во центарот го погодува проблемот, а проблемот според мене што е во центарот е баш односот меѓу мажите и жените, односно конфликтот меѓу мажите и жените. Значи класичните марксисти ленинисти или тие што се да речам класични левичари, за нив се уште централниот конфликт е класниот конфликт, нели, работници, газди и работници, капиталисти и работници, ама според мене постои еден чекор поназад каде што воопшто самата идеја дека некој може да биде газда или некој треба да биде работник, нели самата идеја ајде работи за мене или јас работам за тој, мора да биде подкрепена со некоја друга идеологија дека тоа е воопшто дозволиво, дека дозволиво е некој да биде газда. Во прапочетоците според мене на човештвото, тоа било незамисливо. Значи, едноставно, сите сме автономни битија и никој не може да има поголемо право од друг или па да поседува друг или да поседува неговиот труд или плодот на неговиот труд. Според тоа, ама за да дојде до тој менталитет, за да се изгради, потребно било да се зароби жената и затоа мислам дека централниот конфликт е конфликтот меѓу мажите и жените. Зошто било потребно да се зароби жената? Мислам дека тоа е логично, ако треба да се пороби целиот живот, тогаш прво ќе се почне од тој што го дава животот или тој што во кој што се создава животот. Така, секако дека животот се создава со заеднички напор, но жената е инкубаторот на животот и според тоа, ако се исконтролира нејзиното тело, ќе може да се исконтролира и понатаму целиот живот. Ете, тоа би било накратко. Можеме да продолжиме, инаку како што реков и пред да се вклучиме во емисијата, машко-женските односи мислам дека никогаш не биле полоши, баш поради тоа што со некакво забрзување на овие борби за ослободување, така јас ги гледам, значи тие се забрзуваат, се развиваат се побрзо и сега, но истовремено и се кооптираат од страна на системот, па се извитоперува, но поради тоа забрзување и поради тоа отворање на Пандорината кутија кога бил нападнат директно патриархатот, значи претходно биле напаѓани капиталистите, биле напаѓани колонизаторите, но кога бил нападнат директно патриархатот, најорганизирано во 20 век, тогаш почнува веќе да се ептен да се забрзува тоа распаѓање во наводници на стариот свет. И тогаш се отвора таа Пандорина кутија за машко-женските односи и за тоа што се претходно, да речам, жените го трпеле и го кјутеле со векови. И веќе или ќе се разговара за тоа отворено и ќе се признае и ќе се препознае, или ќе се растуриме. Поред мене сме до таа точка. Джа или бу, макар што и овој пристап волку црно-бел може не е добар, се надевам дека преку дискусијата ќе стигнеме до нешто друго. Многу од овие работи кои што ги кажа се само евидентна вистина, не може тука ништо, не може да се негираат воопшто и доста интересни беа. Сега би го поканил нашиот драг процесор да изнесе својата перспектива и да почнеме со некои поинтересни сублимации на заеднички поенти и наоѓање на заеднички поенти. Повели. Ти благодарам, Марија. Интересното е што за многу поенти, за многу, како кажам, детали во ставовите се согласам со тебе. Па сега ајде да го изложам мојот светоглед и ќе видиме каде се согласувам, а каде не. Значи, тоа што јас го гледам например, се согласувам дека односите помеѓу мажите и жените се многу лоши. Дека можеби се до таа точка која што ја наведе ти, дека можеби или распаѓање или ќе ги решиме како што треба или се распаѓање. Сега, веројатно не се согласуваме за решението, какво да биде. Или може би не се согласуваме во целосното решение, може делно се согласуваме. Јас тоа што го сметаме дека дел од тие процеси кои што придонале за да се доведе до оваа ситуација, до оваа лоша ситуација помеѓу мажите и жените, е особено еден касен процес на повторно, како да кажам, прогресивизам, сличен на оној во хуманизмот и ренесансата, каде што се враќа фокусот кон поединецот, кон неговата емансипација. Меѓутоа, овој пат, особено ова доаѓа од Запад, меѓутоа не само од Запад, овој пат фокусот кон поединецот е преголем. И тоа што се случува со фокусот кон поединецот, како преголем, како пребитен, значи за разлика од претходно кога имало некоја рамнотежа помеѓу заедницата и поединецот, речеме, денеска многу се дава фокус на поединецот од аспект на пропаганда, од аспект на филмови, од аспект на општа култура, од аспект на сите овие аспекти, да речеме. И тоа што се случува
е дека поединците, нивните природни нагони за да бараат внимание, им стануваат екстремни и стануваат нарцисоидни. А со тоа што стануваат нарцисоидни, резултатот е дека тие стануваат неморални, стануваат па дури психопатски настроени, мислам, во психологијата се познато ние 4-те, нели, тетрадата практично на нарцисизам, на психопатологија, на садизам и на макиавелизам. Значи тие се меѓу себе врзани, темната тетрада се вика, нели, на темни карактеристики кои што меѓу себе се надополнуваат. И тоа што јас го гледам дека се случува дека се претерува во индивидуалноста, во самобитноста на поединците, и тоа предизвикува многу, како кажам, екстремизацијата на нарцисоидноста, а екстремизацијата на нарцисоидноста предизвикува многу па дополнителни негативни ефекти, во кои што се вклучуваат и поларизацијата меѓу половите, меѓу мажите и жените, тие нагони што ги спомнати за дека еден човек треба се да командува, другите да го следат и знаеш тој статус на јас сум сега главен, знаеш ендротетовски некои такви аспекти и така натаму, ама не се само ендротетовски, мислам и газди на корпорации како Илон Маск или не знам како некој што воопшто му доаѓа до точка да можат да имаат, не знам, Илон Маск има 150 милиарди долари, кој што е, значи, во еден исправен и праведен систем, тоа не би можело да дојде до таа точка воопшто, да некој човек има толкава моќ, несразберна моќ во однос на неговите квалитети или што и да е, некои аспекти негови. Сега, тоа што јас го сметам како решение, конкретно ако збориме за машко-женските односи, е дека ние веќе го имаме решението во нас. Веќе во нас пред се преку биологијата, ама од биологијата после тоа да израснува и во самото општество и во самите односи, нели, во заедницата, ние веќе ги имаме предиспозициите, јас дури би рекол генетски, да имаме добра рамнотежа помеѓу правата на поединецот, односно слободата на поединецот, а воедно и уважувањето на заедницата и незиното преживување, незиното подобрување и така натаму. Значи, општо загрижа на животот. Кои се тие предиспозиции? Јас сметам дека мажите и жените ги бива за различни работи. Сметам дека правото решение е патриархалното решение, односно патриархатот, ама не патриархат како што е вообичаено, онака застоен, како што е познат порано, туку патриархат, ајде да речеме продуховен патриархат во наводници, каде што решенијата или патриархатот би бил постконвенционален, надконцептуален. Што сакам да кажам со тоа? Сакам да кажам дека пред себе предпочитал јас луѓето самите да ги прифатат своите различни улоги по тоа што за различните работи што ги бива. Јас искрено ги пуштил луѓето да бидат самостојни и самостојно да бираат што ќе одберат. И кога стварно на вистина самостојно ќе одберат, без пропаганда, без перење мозок, без сугерирање, ќе увидиме дека всушност улогите на мажите и жените природно се наместуваат кон некое патриархално општество. Значи, умерено конзервативно општество, каде што мажите почесто ќе бидат водачи, жените почесто ќе се грижат за семејството, ќе има многу деца, ќе има доволно деца, ајде да речеме, не мора да е расплод само без крај, меѓутоа ќе има доволно деца за да не изумре заедницата во исто време, значи тоа е повторно, како да кажам, грижа за самата заедница, бидејќи ако немаме деца ќе изумре. И џабе сите овие работи ги правиме, џабе дискутираме. Од друга страна ќе има уважување и на машкиот нагон за успех, за, како кажам, растење во статус и во некоја хиерархија, меѓутоа ќе нема угнетување. Значи не е идејата да има стриктна хиерархија каде што не смее да се писне со ништо, туку напротив, да има една умерена конзервативност каде што ќе има здраворазумни односи меѓу мажите и жените. И што би го кажал како подршка од тоа? Јас од она што го имам читано, од она што го имам анализирано до сега и што го знам, например, тоа што го гледам е дека кога нема ваков умерено конзервативен морал воведен во една заедница, кога нема особено умерено конзервативен морал воведен околу сексуалните односи, и кога сексуалните односи се слободни, тогаш тоа што се случува е нормално. Млади луѓе не знаат, немаат мудрост во животот, не знаат како треба да се однесуваат, и тоа што го прават е следното. Мажите стануваат полуцивилизирани дифтари, или тотални слабаци, значи или се пукаат по улици, или се онака банди, оние најнегативните аспекти на машкоста ја изразуваат, оние што би се рекле токсични, односно отровни аспекти. Од друга страна, жените стануваат промискуитетни, немаат контрола, значи не се знае чиво е детето, не знам, се приклучуваат кон хареми затоа што повеќе предпочитуваат, оние горните 5% од мажите највеќе им се допаѓаат, наместо правилно да се распореди, како да кажам, секој со секој, например, осмица со осмица, деветка со деветка по однос на привлечност или статус,
Тоа што се случува е дека повеќето жени ќе се свртат кон горните 10 или 15% од мажите, долните 70% од мажите ќе бидат игнорирани, тоа ги тера да бидат дифтери, да бидат нецивилизирани, тоа доведе до револуции, тоа доведе до немири социјални и така натаму. Едноставно решението не е на долг рок не е добро решение. Во патриархатот кој што јас го залагам, решението е преку умерениот конзервативен морал кој што патриарсите, мудрите, надконцептуални патриарси го воведуваат, кои што се мудри, значи во исто време се и трпеливи, не се само вака ќе биде го тој крај, туку се и трпеливи, тој конзервативен морал кој што го воведуваат и се грижат за неговото спроведување, овозможува да се воспостават стабилни бракови, стабилни семејства, каде што нагоните и на мажите и на жените се задоволени доволно и повеќе од доволно, за да бидат стабилни, за тие и мажите и жените да се канализираат нивните нагони во креативни, во создаваштво, во градење на цивилизација, наместо во пукање по улици, во немири и така натаму. И плюс да се зачува заедницата преку тоа што ќе се има доволно деца. Минимум 3 по семејство, за да ги заменени или двата родители плюс уште едно, меѓутоа од 3 до, што знам, 7. Чисто онака шпекулирам. Меѓутоа не би претирало повеќе од тоа, затоа што па се намалува квалитетот на чувањето на децата, нели после. Ама сакам да кажам, ете тоа ми е моето решение. Значи комбинацијата помеѓу тоа е умерена конзервативност, на кратко патриархат плюс традиционално семејство, брак, како најдобра комбинација за најдобро решение помеѓу мажите и жените. Малку повеќе се расплини в извините. Меѓутоа ете. Добро, во иднина ќе бидеш пократок. Таман си беше? Ти си беше окей. Добро, имаше само една грешка, а тоа е дека Елон Маск нема 150 милиарди, туку има 500 милиарди долари. Сега сакам, за да можам да создадам уште една, тоест појасна слика за вашите поенти, за да можам да најдам некои клучни сличности и разлики, сакам да ве прашам, првен ќе почнам со Марија, сакам да те прашам да се обидеш, да најдеш барем една, ако можеш и повеќе, позитивни точки во ставот на процесорот, па потоа ќе истото ќе се обиде процесорот да го направи. Повели. Нема да биде тоа таков предизвик како што мислев, апсолутно согласувам со многу од работите што ги кажа. Само што да, мислам дека, знаеш како, можеби се согласуваме до одредено место и после во даден момент дивергираме кон спротивставени во наводници ставови. Во секој случај, она што го разбрав од се што кажа, ако го треба да го срочам во една фраза, на пример во една реченица, би било дека ти фактички се залагаш за некое враќање кон природата. Затоа што збориш за природата, за биологијата, како нешто што веќе ги има одредено улогите и ги има одредено динамиките општествени, но ние си јаме премногу далечено од тоа. Или, не знам, може лошо те, ако лошо те парафразирам, прекини ме уште сега, да не продолжувам. Па само еве ќе кажам само на кратко. Значи таа абстрактизација што ја кажуваш ти, која што не отуѓува од нас, е всушност токму бегање од многу од природните аспекти кои што ги имаме во нас и дека треба малку да се вратиме назад кон да ги повторно да ги уважиме, не е целосно да отидеме кон природата. Значи, меѓутоа да се вратиме назад затоа што подобро се функционира така. Види, дека функционирало добро, не функционирало. Не знам, вие колку сте разговарале со вашите баби, може не збореле со вас бидејќи сте машки, ама јас сум зборела со моите баби, сум зборела со други баби и тие бракови што постоеле иако биле до крајот на животот и сето тоа и дефинитивно создавале некаква основа за децата и така натаму. Сепак луѓето во нив како поединци биле длабоко несреќни и мажите и жените, не само жените, нели? Но ајде сега да не почнувам сега од таму, него од кај што се согласувам бидејќи тоа беше прашањето. Значи, враќање кон природата, јас го кажав така затоа што како да разбрав дека според тебе природата одредила кои работи се повеќе, нели, кон кои работи повеќе жената е склона, колку повеќе работи е мажот склон. И за тоа, како да ти кажам, јас на пример овој на Твитер сме го дискутирале, не верувам во таква подоба, машки и женски работи, или па машки и женски карактеристики, ова мора нели да се знае, да се разграничи. Верувам дека постои поларност, значи постојат тие два пола, не го негирам, тоа е биолошки факт. Меѓутоа, па не верувам дека поентата на нив, на нивото постоење е да останат како посебни категории кои што се изрично поделени и не смеат да се мешаат, туку напротив, идејата е да создадат меѓу нив една цела диалектика, затоа што се спротивни краеви, која што фактички тука се случува целата магија во нивната релација. И сега не зборам тоа во релација меѓу маж и жена, туку и во самите нас
тие нели се во некаков сооднос машката и женската енергија. Во самите односи што ги имаме меѓу себе, дури да е тоа со другар од истиот пол. Сакам да кажам, нели поапстрактно ги разбираме мажот и жената, јас ги разбирам и како такви полови, како поапстрактни. Иако и биолошки точно е, прво сме биле еднополови, нели постоеле само еднополови организми, во тај момент се создале два пола, значи имало функција таа делба на два пола и функцијата нормално е за да се создадат подобри и поквалитетни видови со поголеми разлики. Нели тоа го знаеме од буквално биологија од 6 оделение. Така што во таа смисла враќање кон природата не го разбирам како враќање кон тоа што човекот го дал како толкување, мажот, нели, гледаме природни некои тенденции, па според тоа треба да биде ова и ова и ова, гледаме. Туку за мене природата е баш таа диалектика, бидејќи се околу нас востојано е во некаква симбиоза, и за да најдеме пак ние таа симбиоза, мислам дека треба да ги дозволиме тие категории да бидат малку послободни и порастегливи, и така секој да биде во допирс со своето вистинско јас, наместо да бара на што треба да се угледа, нели? Мислам дека патриархатот доста ги налага тие модели на однесување кои што и ти самиот кажуваш, нели, умерено конзервативно, на пример, во смисла во поглед на сексуалноста. Мислам дека, нели, не треба, јас прво да кажам дека, нели, нормално се согласувам со вас дека сексот е производ и тоа се злоупотребува на велико, мислам, еве ова како се викаше женава сегаш имаше секс со 1000 мажи во еден ден, сето тоа е, мислам, тешка перверзија. Не ме разбирате, немојте да мислите дека тоа е феминизам или па дека некоја феминистка ќе рече дека тоа е феминизам. Мислам дека тука сме сите согласни дека тоа е едноставно тотална декаденција и деградација на човечкото достоинство и човечкото битие. Но од друга страна, за мене природата е не родово обележана, во смисла природата е всушност нашата желба, нашиот порив да бидеме самостојни, да одлучуваме, да придонесеме, тоа е нашата природа. Но со воведување на строго дефинирани односи кои што смее да прави, ние се далечуваме од таа природа и, например, жените се учат ти треба да, нели, да слугуваш и да служиш на сите, не смееш ти да водиш, не смееш ти да одлучуваш. Ова збориме, нели, во најконзервативната смисла или во најпластична дефиниција. А на мажите им зборат, нели, ти не смееш па никогаш да бидеш ставен во позиција нешто на жена, ти да ја учиниш, освен ако не е тоа да ја одбраниш од некоја непосредна опасност, тогаш тоа е прикладно за твојата машка улога. Мислам дека тоа штети заради тоа што прво, животот е многу различен од времето кога настанал патриархатот и не можеме да одговориме на новите потреби со решение што е толку старо, но не треба да го исфрлиме целосно со се што, значи, да речеме, окей, ова целосно е. Имало причина. И сега тука е прашањето, што е причината, зошто се создал патриархатот? И мене тоа е тоа што ме копка и би сакала преку овој разговор да ние можеби да го не да го разоткриеме, ама малку барем да му се доближиме, затоа што за мене тоа е се уште голема мистерија. Но она што за кое што се согласувам е дека потребна е умереност. Потребна е умереност, не сме да се оди во крајности. Значи, и покажа либерализмот што значи крајна слобода на индивидуата, кај што слободата се разбира како правам што сакам, тоа не е слобода. Да знаеме дека тоа не не исполнува и не направи се што суваме слободни, нели кога правиме што сакаме, напротив, баш сме заробени на некои нагони и така натаму, или каприци. Но не смееме ни да отидеме нели во другата крајност на окей, сега нема што сакаш, има што ќе ти се каже и тоа е добро зашто е испитано и проверено и 1000 години било така и добро било и функционирало и сега има да слушаш. И не сам дека и вие тоа го заговарате во суштина, ама така да умереноста и враќањето кон природата, мислам дека ни се заеднички мотиви. Да, јас мислам дека е така, мислам дека можеме да се задржиме понатака околу природата и околу умереноста и тука да во тоа множество да ги најдеме нашите сличности, па дури да изградиме некој заеднички светоглед. Сега би сакал да го прашам процесорот да најде негови или според него одредени позитивни точки кои што ги има во ставот на Марија. Па еве, од претходно ќе кажам дека јас се согласувам со Марија дека има многу угнетување денеска, особено од аспект на хиперкапитализам кој што преку апстрактни средства на финанси, на пари, на некоја таква абстрактизирана моќ ги угнетува не само заедниците, не само народите, туку и поединците. И се согласувам со нејзе дека тоа треба да се промени. Тој систем не функционира, тој систем е многу експлоататорски, ги злоупотребува сите за својата цел. Неговото настанување, дали е можно да се избегне во иднина, да речеме еве дека ќе го промени, да речеме дека ќе го напуштиме, ќе има револуција или ќе се само распадне од што веќе не е одржлив и ќе почнеме од почеток. Дали е возможно тој да се избегне, не сум сигурен, неговото настанување.
гледајќи го, например, еден истражувач, историчар, Петар Турчин се вика, областа клиодинамика му се вика, односно, како кажам, статистичка анализа на историјата, така му доаѓа некако. И според него, овие циклуси на елитизација, на хиперпродукција на елити и злоупотребата од страна на елитите врз другите луѓе, едноставно се случуваат насекаде. И дека тоа е видено милион пати до сега. И кога ќе настане тоа, после кратко време настанува распад на системот нормално, меѓутоа дека мора да настане секаде. Дека претходно има многу голем подем на истиот систем, ама после некое време едноставно елитите се продрснуваат, еве да кажам народски, почнуваат да злоупотребуваат се она што луѓето што се под нив во општеството го произведуваат за своји цели, за своји каприци, за да живеат елитен живот, да речеме. И на крајот тоа нормално е неодржливо и едно општество или заедница се распаѓа. И тој процес се повторува многу пати до сега. Сега он ги дајава деталите како се случува тоа, јас не ми текнува сега на прво, меѓутоа го кажа дека од тој аспект сакам да кажам дека не знам дали е возможно тоа да се избегне како појава, тоа продрснување на елитите и елитизација воопшто, затоа што има еден проблем што се случува и мислам дека не е ова само машки феномен на елитизација, меѓутоа нормално повеќето од елитите стануваат мажи заради тоа што мажите повеќе имаат нагон кон статусен успех. И мислам дека едноставно повеќе се борат да станат, да се качат повисоко во статус. И нормално на крај статистички ќе испаде дека повеќе се мажите. Меѓутоа не мислам дека е таа машка работа. Има и жени кои што се ултракапиталисти и кои што исто така го прават, значи име гајле тотално за тие што се поднеси. Меѓутоа помалку. Значи ова е аспектот со кој што се согласувам со Марија и сметам дека тоа треба да се промени, меѓутоа тоа што не се согласувам е дека тоа е патриархат. Тоа израснува од патриархатот, односно тоа е, како да кажам, продрснување на патриархат. Тоа е кога од една природна умерено конзервативна ситуација во која што настанале патриарси, тие се грижеле за своето племе, заедница што и да е, и заради тоа што го воведувале на јавен морал, на брак, семејство, на секој маж, еден маж со една жена, децата се знаат од кого се и така натаму, таа заедница станувала многу успешна. Заради тоа што наместо мажите меѓу себе да се пукаат по улици, сега имаат деца и сакаат мирен свет. Наместо жените да одат само кај едниот главниот водач на племето, а другиве сите да бидат оставени на страна, сега сите се имаат на своето ниво преку стројници или преку кој да е процесот, имаат, како да кажам, и тие имаат задоволување на нивните нагони. И затоа настанува многу помирен свет, а помирниот свет или помирна заедница, потоа успешно ги канализира креативните нагони кон материјален успех. Е сега, од тој умерен патриархат, поради создавањето на многу вишок материјален успех, стануваат овие ексцеси и абстрактизација. И не би го рекол дека тоа е патриархат, може би рекол дека извитоперување на патриархат. Меѓутоа, или извитоперување на нагоните за доминација и моќ. Меѓутоа, не би рекол дека е самото по себе патриархат. Меѓутоа, тоа што согласуваме е дека таквото нешто, дека се наоѓаме во таа точка каде што има многу голема злоупотреба баш од тоа извитоперување на патриархатот или на продрснување на елитите и дека треба да работиме против тоа, а како би работеле, сметам дека преку зрење на заедниците, преку зрење на поединците, она што јас и свештеникот цело време го зборуваме, надконцептуално размислување, да увидиме дека сите оние појави кои што се случуваат во едно општество, и жените како реагираат, и мажите како реагираат, и капиталистите, и социјалистите, и левичарите, и десничарите, и колективистите, и индивидуалистите, значи сите. Има зошто постојат, има зошто се појавуваат. Дека не треба да ги закопуваме, не треба да ги угнетуваме, туку треба да видиме која е причината зошто се појавуваат, да најдеме заедничко решение каде што ќе бидеме сите задоволни доволни. И така ќе имаме функционално и здраво општество кое што ќе оди напред. Инаку, доаѓаме до револуции, распад на општеството, пукање по улици, и тоа е веќе... Амин. Ајде нека дојде револуција. Ете, видиш. Види, некогаш и мора да дојде револуција, тоа е кога ќе се продрснат премногу. Тоа доаѓа. Револуцијата секогаш тече, тоа е стара марксистичка работа. Те завршува, да. И не почнува, така што. Така. Види, јас мислам и тоа што сакам да кажам е дека да направам револуција на духот и мислата, за да не дојде до револуција со оружје. Да сакам да кажам. Меѓутоа, ако мора и оружје и ќе дојде до оружје, тоа е. Да, јас се согласувам со тебе и сите се согласуваат во суштина, што се борат, што се залагаат, што се активни и се размислуваат на истиот начин. Никој не сака да посега по насилство, да. Видете, јас мислам дека ја најдов главната разлика помеѓу вашите два концепта и тоа е терминологија. Она што за едниот е патриархат, за другиот не е патриархат, зошто бидејќи различно ги разбира.
се фокусира на различни историски символики за тоа што значи патриархатот, па можеби и што значи феминизмот, меѓутоа главно за патриархатот, и го зема тоа како свој главен аргумент за или против патриархатот. Меѓутоа, кога ќе се завлезе длабоко во објаснувањето, она што го забележувам кај двајцата е дека има одредено враќање кон природата. Цело време се враќате кон природата. Процесорот се враќа кон природата преку тоа што сака да се вратиме кон нашите однесувања кои што се биолошки одредени, додека Марија сака да се вратиме кон оние природни организирања, каде што нема хиерархија, нема наметнување, туку има спонтано живење. И овие две работи, според мене, ќе видиме понатака, според мене, функционираат совршено заедно. Всушност и не можат да функционираат ако не се заедно. И сега, повторно сакам да ја прашам Марија, едно клучно прашање, според мене, а тоа е што би можело да ја разниша твојата позиција. Или, подобро објаснето, кој аргумент или кој настан или кое откровение кое што ќе ти се случи, ако би ти се случило, ако се покаже како точно или како грешно, би ја сменило твојата перспектива во однос на ставот на процесорот. Па, мислам дека се враќаме пак на таа мистерија што ја спомнав, во однос на потеклото на патриархатот. И баш тоа и го начина веќе процесорот во неговиот одговор, во неговата реплика за нели дека патриархатот всушност, ако го разбрав добро, и односно ти го кажа тоа за капитализмот, дека морал да се развие, нужно било да се развие капитализмот. И тоа го тврди и Маркс, во суштина Маркс во свое време мислел дека капитализмот е само ќе ја забрза револуцијата и дека всушност е добра работа што му се случува на човештвото и плюс ќе го опреми или ќе го развие многу технолошки и така натаму. Сега тоа е, тука јас имам, како да кажам, тоа мислам дека би требало малку да го оспориме, односно нужноста на раѓањето на патриархатот и на раѓањето на капитализмот. Затоа што ако ние мислиме дека е нужно зло, тогаш не е зло, ако мислиме дека е нужно без зло, тогаш немало да има потреба од применување на толку сила за да се развие, туку ќе се развиело, нели, природно од потребите. Но бидејќи гледаме дека сила е примената за жените да се изгради таа улога на жените како домакинки и некој кој што или приватна собственост на мажите, да речеме. Не било направено тоа, не било лесно, не дошло спонтано, како што каже свештеникот, туку било наметнато со сила. И според тоа, за мене не може да биде тоа нешто што е нужно, туку ако е наметнато, тоа е наметнато. Но зошто било наметнато? Така, кој го наметнал? Како го наметнал? Тоа се прашања што ме мачат. И ги спомна и мудрите патриарси. Во теориите што јас ги читам, на кои што сум јас повеќе изложена, постои една теза за настанокот на патриархатот што баш ги покрива патриарсите. И што е тезата? Во суштина сега исто така е во процес на некаква ревизија таа теза и за тоа можам малку да кажам. Но идејата во основа е дека патриархатот се раѓа поради тоа што мажот не може да најде улога за себе во општеството. Или па неговата улога е занемарена, неважна, потценета, што во никој случај не е праведно или не е добро. Меѓутоа ако на почетокот и нормално е дека на почетокот нели околу тоа малку се споревме дали патриархатот постоел или не, зборам на Твитер. За мене не може да се спори тоа заради тоа што нормално е дека првиот култ божествен ќе се развие кон таа што раѓа живот. Тоа е, како да кажам, некако доаѓа само по себе. Не може да се избегне. Тоа е на пример нужно за мене. Сега што се случува со тој култ на кон мајката, култ за големата мајка? Во такво уредување, и тоа исто сигурно сте го читале, сте го збореле, не е ништо ново. Во такво уредување, и нели го рековме матрилинеално, семејството се уредува околу мајката, само мајката е важна и само мајката се знае. Не се ни смета дека треба да се знае таткото, не гледаат зошто би имало причина. Таткото не е важен, он може да отиде во истата вечер да направи 5-6 деца, така, значи не е нешто што мора да се знае за детето да опстои. Понатаму виделе дека тоа прави проблеми, нели, и ги смениле политиките, но не само поради тоа, нели, ако поверуваме во оваа теза, како и да е. Значи мајката била важна, така, околу мајката се централизирало целото семејство и имало соработка или сојуз меѓу мажот и жената, но тоа биле братот и сестрата. Значи не биле мажот и жената што го прават детето, туку тоа бил братот на мајката кој што живеел заедно со неа и со нејзините деца и нејзините други браќа и сестри и нејзиното семејство. Значи деца останувале со нејзиното семејство и во таков колектив тие деца биле одгледувани. Тоа постоело во матриархатот и во таквото уредување. Сега, во такво едно општество, мажот е важен
пак како брат на мајката, меѓутоа сам по себе нема улога, а жената е мајка. И постарата жена која што веќе не може да биде мајка, може да им ги помага младите мајки, да ги пораѓа младите мајки, бидејќи веќе поминала низ тоа. Значи и за старата жена има некаква улога, иако веќе не е репродуктивна. Од друга страна, стариот маж нема улога, кога ќе изгуби својата репродуктивна моќ, останува без улога, без придонес. И тоа е една доста фрустрирачка позиција. И сега таа теорија тврди дека во таква позиција и плюс со околностите, нели, ако пак ги прифатиме тие биолошки разлики во физиономијата на мажите и жените, дека мажите биле претежно тие што биле задолжени за ловот и за тие активности што барале повеќе физичка сила, со тоа биле подолго време изолирани, да речеме, надвор од заедницата, надвор од колективниот живот, сами морале да се снајдат, морале да научат како да уловат и да убијат животно, кое што бара некое малку по-аналитично размислување, значи не толку интуитивно, не толку емпатично и чувствено, туку малку повеќе да се пресмета, технички, математички и малку да се од некаква дистанца од пленот да се развие. Со сите тие околности се развива некој кај мажот некој менталитет на по-индивидуалистички менталитет, едноставно се двои од колективот на тој начин. И сваќа својата позиција, сваќа дека всушност нели се користи за расплод и се користи за убивање. Ама не ја уредува економијата, не ја уредува политиката во заедницата, тоа е ставено во рацете на жената. И жената го прави тоа добро, да не се разбереме погрешно. Жената се грижи и тоа го прави до ден денешен. Да не остане никој без храна, без засолниште. Значи жената се грижи тој колективен труд и тоа што се создава со колективен труд, колективно и да се искористи, да не се трупа во поединци и да не се создаваат тие нееднаквости. Значи баш напротив, нели, начелото е ако трупаш, ти си срам и брука и ти не припагаш во заедница, така оди сам живеј тогаш ако сакаш за себе да присвојуваш. Сега мажите, бидејќи имале сила, бидејќи имале веќе и вештина за убивање, имале оружје веќе и сето тоа, за да се избора за свое место, тука веќе пак ова сето ова е доста символично и нели зборуваме тука за времења од кои што единствени докази или единствени меѓутоа тие сведоштва што ги имаме се митолошки и така натаму и не мораме да ги толкуваме тие символи. Во секој случај мажот едноставно формира сега еден сојуз меѓу младиот маж, воинот, кој што се уште има моќта да лови и да се бори. Стариот маж кој што нема функција, но па има развиена оваа аналитична способност и може да го толкува светот, да дава интерпретација за светот, наместо да биде дел од него. Значи претходно сме биле едно со природата, сме имитирале природата во некоја смисла, а потоа сме се одвоиле од неја, сме почнале символично да ја интерпретираме. И тоа сето така се припишува баш на тие стари патриарси. И сега тие патриарси заедно со воините формираат еден сојуз и почнуваат цел еден заговор против жената, кој што исто така е одразен во митологијата. Значи прво митологијата се центрира, прво постојат машки и женски божества кои што се на исто рамниште и тие заедно функционираат, потоа има женски божества кои што се во центарот и нив им се придава најголемо значај и потоа машките божества фактички ги победуваат женските, ги поробуваат или ги доминираат и на крај доаѓаме до монотеистичките религии каде што буквално има еден бог и тој е маж и идејата за него е машка. Така што да речеме дека преку развојот на човечката мисла можеме да видиме како луѓето живееле и мислам дека оваа теорија за како настанал патриархатот до негде држи вода, ама мене пак ми е нејасно и пак се прашувам, знаеш, зошто ако мажот му барал некоја функција, зошто морала таа функција да значи дека ќе ја потисне жената или ќе ја преземе и незината функција и ќе ги преземе сите функции, а не ќе ја остави како некоја негова помошничка да служи. И тоа е нешто што не ми е јасно. И тоа е нешто што и овој социјализам што сме го имале ние во минатиот век воопшто не го решил. Значи патриархатот продолжил да постои и всушност затоа и се распаднал тој реал социјализам според мене, бидејќи тоа прашање никогаш не било решено. Жените биле вклучени во борбата, биле рамо до рамо, а после тоа биле одма вратени во истата улога од претходно. Ако гледате од тоа време некои постари, ми текна на тоа кога реков помошничка, дека му била дека баш онака во сите тие советски постари мажот стои горд, нели, новиот човек, она жената стои до него и едноставно таа идеја, таа слика продолжала живее и мислам дека вака настанала. И сега постојат некои нови додатоци, со ова ќе завршам, дека всушност во тој период каде што се развил култот кон жената и кон големата мајка, бидејќи жената била толку моќна, во еден момент почнала стварно да го третира мажот како потрешна роба, со тоа што постојат, да речам, некои митови или обреди, по секој однос сексуален со него и оплодување го убивала. Значи, завршил со својата задача и после тоа го убивала. И сега тоа постојат, значи, докази, но постои, да речеме, ако се вратиме на првиот теп во Гилгамеш, приказната,
толкувањето за таа приказна, ова што го во контекст на ова што го зборуваме, е дека Гилгамеш всушност кога го барал лекот за безсмртноста, не го барал лекот за безсмртноста буквално, туку барал како мажите веќе да не бидат убивани, да не бидат жртвувани од страна на жените. И сега ако тоа е потеклото на патриархатот, тогаш мораме да размислиме зошто жените всушност зошто матриархатот дегенерирал во нешто такво. Можеби ако се биде нели кон жените многу, ако се има многу разбирање или ако им се дава многу, како да кажам, на benefit of the doubt, можеби жените пар почувствувале дека мажот полека станува доста силен, станува доста вичен со тие оружја и може да ја злоупотреби таа сила против нив, затоа што тие знаат дека се послаби физички. И на крајот, нели, за да го спречат тоа, го спречува, боје спречити него лечити муаветот. Ерно, ама тоа самото по себе создава, нели, нормално контраефекти и мажот после ја победува жената во таа борба и ја поробува и веќе, нели, јадници години е таа под негово робство. Така што еден од аргументите што би можеле да ми ја разнишат убеденоста дека патриархатот е изворот на нашите проблеми е ако неговото потекло дополнително се расчисти и се открие нешто кој што ќе ми покаже дека всушност морало да се случи така и било потребно за доброто на колективот, било потребно да се развие таква идеологија. Според мене оди против колективот идеологијата и таа приватна собственост, тоа што ја спомна и ти, дека нели почнуваат некои луѓе да имаат повеќе од други. Тоа не било можно, не можело да се концепира некој да има. Значи немало тоа, сите го имаме и сите го користиме, не е ничие или е сечие. За да се стекне таа идеја, да се развие таа идеја за мој и твој морал, според мене да постои патриархатот. Тоа е условот. И заради тоа не мислам дека е нужен, туку наметнат. Сега кој го наметнал, зашто го наметнал, тоа може да ме разубеди. Ова е многу интересно и ова го поставува патриархатот како една реакционистичка политика, еден вид на одмазда на мажот кон жената. Многу интересно гледиште. Навистина треба да се размисли многу длабоко за да може да се коментира. Само едно нешто сакам да кажам за тие луѓе, слушатели кои што се уште мислат дека Господ е маж, повторно да се вратат назад кон Библијата и кон нивните размислувања и да сватат дека Господ е далеку над тоа, над полот и над тоа да се биде маж, да се биде жена. Господ е апсолутното, тоа е она платно на кое што се одвива постоењето. Процесоре, тебе би ти го поставил истото прашање, што би можело реално да ја разниша твојата позиција? Па да најдам докази дека ова Марија што го зборуваше е вистина. Дека вистина се случило така и дека на вистина мажите се продрснали и дека сега ќе видите вие нас ќе си играте играчки со нас, сега ќе видите. Сега ќе ја поробиме за да не ви дојде на памет уште еднаш што да го направите. Не знам зашто го кажам тоа, затоа што не мислам дека се случило баш така, не мислам дека била таква борба на доминација, мислам дека била улогите на мажите и жените во минатото, особено во далечното минато, биле многу покомплементарни него ли што таа теорија го кажуваат. Мислам дека едноставно, меѓутоа ако испадне дека навистина така било, дека имало еден вид на заговор помеѓу нели патриарсите и младите мажи за да ги издоминираат жените и дека од тука доаѓа онај основниот импулс за патриархатот, тоа ќе речам дека макар таа замисла на патриархатот особено, ама и општо можеби патриархатот, дека не е добар. И дека не е тој вистинскиот начин на функционира, затоа што јас не го гледам дека тоа е правиот начин на кој што треба да се функционира. Ние цел време меѓу себе да се надмудруваме секој ќе испадне по еден врз друг. Тука сме заедно и зашто го кажувам тоа и зашто сметам дека целиот процес настанал по-комплементарно, да речеме, и зашто мажите станале посилни физички пред се, ами и во некои други карактеристики ги стекнале повеќе од жените, па и жените некои други карактеристики. Класичен пример е дека мажите гледаат помалку бој. Заради тоа што жените прво требале да гледаат повеќе, да разликуваат дали ќе се појави некоја змија да им го касне детето или нив. Змијата се крие во зелено листови, во такви работи кај што треба нијансите да ги погодиш. А например, имаше едно истражување пред неколку години што го читав дека жените имаат еден дополнителен рецептор во окото кој што многу ретко мажи го имаат. Повеќе жени го имаат како дополнителен рецептор кој што ти овозможува боите подетално да ги гледаш ли. Не можам не се го замислам тоа, пошто сум маж. Меѓутоа, од друга страна, например, мажите имаат поостри очи. Подобро фрлаат предмети, камења, копје, стапови, нели тие работи. Тоа очигледно се способности за ловење. Не може да бидат или за одбрана. Одбрана од животни, одбрана така натаму. Подобри се во организирање. Она зборам организирање под надворешна закана. Например, било направено испитување во американската армија каде што тестирале 3 групи.
една целосно машка група на војници, една мешана група на војници и една целосно женска група на војници. Значи, резултатите се буквално вака како што ги наредив. Целосно машката група на војници биле најуспешни. Па биле мешаните, па биле жените. И тоа не само по карактеристики дали може да мкнат пушки или тежини или така натаму. Тука и од аспект на организација, од аспект на снаоѓање, од аспект на сите тие работи. Значи, има некои капацитети кои што се вградиле во мажите, има некои капацитети кои што се вградиле во жените. Комплементарни, нормално. Има некои капацитети кои што се кај двата пола. Значи, и тие знаеме кој ќе помирисаме расипано јаболко или мртов леш да го избегнеме. Значи и мажите и жените го избегнуваат, затоа што тоа е извор на болести, така. Тоа требало да се вгради и кај двата пола, не само кај жените или кај мажите. Сега, зошто сметам дека било комплементарно развитието на првиот патриархат или на таквиот однос помеѓу мажите и жените, а не во надпревар? Надпревар помеѓу половите постои, ама тој е многу помалку битен и помалку има ефект неголи комплементарност. Што сакам да кажам? Јас мислам дека едноставно жените, и ќе биде иронично, јас мислам дека жените ги направиле мажите такви. Мислам дека едноставно тоа што се случило е дека жените увиделе прво дека има различни мажи со различни способности. Ако видиме статистички гледано и по интелигенција и по физички способности, мажите се многу пошироко се распоредуваат на некои скали на способности неголи жените. Мажите има еден куп под 90 IQ, ама има и многу кои што се над 140 IQ. За разлика од жените кои што повеќе се вртат околу средината, например, во просек. Не дека нема ваму и таму, меѓутоа многу повеќе се стиснати кон средината. Исто така и за физичките способности. Имаш мажи тотално слабаци, имаш мажи кои што се многу силни. Имаш мажи кои што, не знам, воопшто немаат сочувство, односно емпатија, имаш мажи кои што имаат многу сочувство и емпатија и тие обично следуваат водачи. Онака, во добри организации, да речем. Во добри организации, да, свештеници, гледам дека ма автор со глава. Значи, не на сила, кога треба да ги бираат. Разбираш, не е на сила. Што сакам да кажам? Сакам да кажам дека жените увиделе дека прво мажите имаат различни способности, веројатно мажите имаат и повеќе мутации генетски кај нив, и заради тоа им ги даваат различните способности. И кај што се распоредуваат као различна, како да кажам, статистички различни спаѓаат многу пошироко во скалите. И увиделе дека некои карактеристики на мажите се подобри од другите. Например, да биде посилен, заради тоа што ќе може да ме одбрани од друг маж, ќе може да ме одбрани од тигар, ќе може да улови месо, кое што за детето е многу полезно, затоа што натре во себе содржи омега-3, не знам, протеини кои што се битни за когнитивниот развој и сите тие работи. Значи, подобро самите жени несвесно генетски почнале да предпочитуваат, или тие жени што предпочитувале мажи кои што биле поквалитетни од некои одлики, тие жени биле поуспешни со нивниот пород. И не само тоа, туку тие жени имале и машки деца. Тие жени сакале нивните машки деца да бидат исто така успешни. И не сакале самите нивни машки деца да бидат понижувани еве од тој аспект кој што го кажати. Па не само што патриарсите заговарале, туку и матриарсите можеби заговарале, мислиш, за да не бидат понижувани, и тоа не да бидат понижувани зашто им се машки деца, туку да не бидат понижувани затоа што им се нивни генетски пород, затоа што секој си го предпочита повеќе својот генетски пород неголи туѓиот. И автоматски ти статистички гледаме дека мажи се раѓаат малку нееднакво со жени, 50-50 скоро, малку повеќе мажи. Тоа значи дека една мајка имала малку не исто предпочитување и за мажите и за жените. Особено зашто жените се по-егалитаристички настроени, че еднакво си ги сакаат многу повеќе децата, или да речеме ефектот на крај, сакаат ресурсите да ги распоредат еднакво. И не би сакале, например, само жените нивни, само девојчињата нивни да успеваат, а мажите да бидат фрлени на буништи и така натаму. И мислам дека тој процес на комплементарност, каде што самите жени ги ишлифувале мажите да станат какви што се, особено и исто така да сакаат успех, затоа што ова го имам објавено и никс. Жените и децата имаат веќе вградена вредност која што треба да се заштити. Мажите треба својата вредност да ја докажат. Како ја докажуваат? Преку тоа што ќе се грижат за заедницата, преку тоа што ќе донесат месо, преку тоа што ќе на одбранат од тигарот, преку тоа што ќе стекнат вештини како палење оган, или во модерно време ќе градат згради, ќе ставаат асфалт, ќе прават компјутери, значи едноставно за нешто ги бива. Мора да ги бива за нешто. Ако не ги бива, гитла. И во правиот патриархат, мажите кои што не ги бива, им се мава клоцата во газ. Тие не остануваат, не им вика се тебе ќе ти даеме сепак некоја женичка. Не, апсолутно не. Тие што не ги бива, летаат на страна. И заради тоа мислам дека, земајќи се ова, вака да го сублимирам, мислам дека процесот бил многу покомплементарен, неголи теоријата која што ја спомна. Меѓутоа, да се вратам на оригиналното прашање, ако испадне дека твојата теорија е точна,
И таа теорија, мислам, дека Делми Енгелс ја има спомнувана во неговото истражување на семејството, мислам, дека еволуцијата на семејството. Ако испадне дека е точно, тоа би ми го размислало мојот светоглед околу патриархатот и околу улогата на мажите и жените. Исто така, она што го забележав како еден производ, да речеме, од тоа што ти го кажа дека жените самите сакале нивните мажи да бидат посилни, поборбени, со цел нивниот пород да биде посилен и поборбен. Можеби тоа е било, сега тука шпекулирам, меѓутоа можеби тоа било еден од оние пориви зошто жените после сексот ги убивале мажите во тој матриархат или матрицентричен живот, бидејќи не сака понатаму тој маж да оди и на други жени да направи исто така способни синови, така натака, да ги пренесе своите гени. Меѓутоа, не се. Со тоа што само би искоментирал дека ако ги убиваат, ако премногу мажи убијат од своето племе, заедница се едно, во борбата за ресурси со другите племиња ќе изгубат. Тоа е така доколку мажот останува во племето, меѓутоа доколку мажите се некој вид на шетачи и одат од племе на племе и прават деца, тогаш многу попаметно е да ги убиеш за да не одат во непријателското племе. Да не се опуштаат многу. Како и да е, сакав да кажам дека она што го видов поготово во оваа теоријата на Марија, иако сум ја прочитал јас многу пати, меѓутоа сега е многу убаво објаснета од нејзина страна, можам да видам дека колку се навраќаме назад во природата, имаме толку поприроден однос помеѓу половите, и тоа е многу логично, природна, нормална појава. Меѓутоа, како што одиме напред во модернизмот, нашите односи стануваат вештачки, бидејќи не само што компензираме еден кон друг помеѓу половите, туку во исто време се обидуваме да создадеме правила кои што нема да дозволат следно компензирање. И тука би бил можеби проблемот на патриархатот, бидејќи сака она природност која што функционирала во одреден момент да ја зароби со правила, со премногу правила и да рече еве, ова функционира, супер е, сега сите сме задоволни, ајде удри му закон дека мора вака да биде. И како што поминува времето, како што минуваат ерите, веќе не функционираат тие закони, меѓутоа патриархатот се обидува да си ги задржи тие правила. И може би истото било и за матриархатот, ако постоел во минатото или матрицентричното живење. И всушност тука доаѓаме до еден друг проблем, а тоа е претераното базирање на правила, а не на свесност. Доколку ние речеме, еве ова вако треба да се однесуваме ние, еве ги правилата, живејте и крај, не ме замарајте веќе, се јавуваат проблеми. Меѓутоа, ако речеме ова функционира, меѓутоа размислете го, адаптирајте го на вашите услови, адаптирајте го на вашето време, веќе можеме да создадеме некој флуиден начин на машко-женски односи, кој што би функционирал, би бил многу природен и би лежал во сите времења, не само во времето во кој што е создаден. Сега би сакал да се обидеме, тоест да ви давам на вас да се обидете, да постигнете некои заеднички можни решенија. Еве, јас започнав со овој мој обид, да ја одземам моќта на правилата и на законите, да ја дадам кон свеста. Првен ќе ја прашам Марија, дали е возможно според тебе да се изгради и како би изгледало тоа што би го изградиле, некоја реалност, некој уредување, некој однос, каде што клучните барања на процесорот и твоите клучни барања, вашите вредности, би се реализирале заедно. Што значи тоа? Тоа значи дали можеме според тебе да направиме една комбинација каде што и двајцата би биле задоволни во вашите барања. Да, мислам дека можеби требаше да ги дефинираме малку поконкретно тие барања, за да можеме ова прашање да го одговориме подобро. Ама пред да го одговорам прашањето, само сакам да една реплика ако ми дозволуваш за ова претходно што беше кажано. Во врска со тоа дека жените ги направиле мажите патриархални или жените ги направиле мажите доминантни да се борат за доминација, тоа е стара приказна на патриархатот, нели? За жена и војна се почнува и така натаму. Но во суштина не е можно. Не е можно да биде вистина заради тоа што жената немала воопшто никаква моќ и автономија, така што жените не ги бирале своите мажи. Тоа е, како да кажам, мислам, во многу случаи, во голем процент од историјата, жените воопшто ништо не одлучувале во својот живот. Се за нив било одлучено. Таткото располагал со нив како со стока и тој ги мажел, ги женел, односно ги мажел своите керки и дури ги продавал така. Значи не жената била сватена како стока низ
поголемиот дел од историјата што ја памтиме, уствари за која што имаме нели записи, така. Целата историја која што имаме записи е патриархална. Така што не може да се каже дека жената било што тука направила. Таа била поробена и се ужала отпор на тоа, но немала моќ политички и било како социјално, општествено немала моќ да ги обликува работите. Значи мажите се тие што ги создале тие хиерархии и тие разлики. Например, и Преска кога кажуваше нели секој со својот, нели со тој што му е, како да кажам, со кој што му парира да си бидеме заедно, или 80 деветки. Например, тоа со бројките 80 деветки, тоа не е нешто што жени го прават. Кога на жени некој се свиѓа, онако ќе им кажа другарките, не им вика леле луѓе деветка една каква сум приметила или па нели размислуваат така за тоа, знаеш, некако ние се уште сакам да верувам вака да речам тенденцијата, мнозинството ги нема толку претворено тие работи, ги нема толку квантифицирано тие односи, ги нема толку комодифицирано, значи не ги набиваа мажите како некакви продукти што треба да се конзумираат. Тоа го прават мажите со жените, така. И тоа е патриархалното. Баш таа комодификација и колонизација на жената. Тоа е производот на патриархатот или тоа е целта на патриархатот. Во секој случај, сега ама јас не мислам дека тоа го барате вие и не мислам дека тоа се вашите барања, не би било фер кон вас да речам окей, нема шанси, не постои свет во кој што вашите барања ќе се остварат и моите зашто вие сакате робство на жената. Јас сум свесна дека тоа вие не го сакате. Тоа што можам да го извлечам од тоа што беше кажано дека е вашето барање е баланс. Се бараме баланс некаков да се постигне, се воспостави пак бидејќи во моментов не постои балансот, е целосно нарушен и затоа одиме забрзано кон распад и кон катаклизма. Но балансот според мене е нарушен токму поради патриархатот. Патриархатот ги воспоставува работите на тој начин што секогаш ќе има владеан и владетел и тогаш има дисбаланс од нели по дефиниција, затоа што има нееднаква моќ и нееднаква автономија меѓу луѓето. Сега, за да биде балансот, да може да се случи, сепак например еве да речеме и овие работи што ги кажуваш за бракот како институција и дека тој обезбедува мир. Па не знам, ние не сме живееле во мирно време. Никогаш. Цело време постојат војни, цело време постои насилство и тоа во самите брачни другари се насилни едни со други, односно во најголема мера мажите ги се насилни кон жените. Така што не знам дали бракот обезбедува мир, во која смисла го обезбедува тој мир. Знаеш, тие некои тези мислам дека треба да се преиспитаат за да можеме да прво треба да ги редефинираме овие зборови. Што значи мир? Ние немаме дефиниција за тоа. Во моментов живееме во целосно милитаризирано општество кое што е на раб, мислам според некои теории и веќе се случува таа трета светска војна, само што сега е дисперзирана и не изгледа како што изгледа првите две. Во секој случај не живееме во мир, во секој случај. И за да можеме да зборуваме како тој мир да се сочува, ние прво треба да го редефинираме мирот. Ако сакаме да го сочуваме по редокот што постои, тогаш да, брак, семејство, многу деца и така натаму, тоа е начинот, бидејќи тоа е поредокот. Сега, немој да ме сватиш погрешно, немам ништо против имање деца или против големи семејства, тоа е прекрасно. Меѓутоа, она што мислам дека мора да се, она каде што, чекај сега да се навратам на прашањето уште еднаш. Како што кажа и сами модераторот и свештеникот, баш така и јас тоа сум го заклучила уште пред, белешките ќе споделам со вас пред состанокот, пред повикот беа баш така, веќе е слично, само имаме различни имиња и за проблемот и за решението. Тоа била мојата белешка. И мислам дека тоа е, мислам дека веќе сме на многу иста линија, ги забележуваме истите тенденции, истите проблеми, ама мислиме дека потекнуваат од различно место. И мислиме дека дека ќе нешто различно треба да се направи за да се вратиме рамнотежата. Така што не знам дали не дадов некој конкретен одговор на ова, ама можеби ако помогнеш сега ти, па може ќе се надополниме. Во ред, јас многу се согласувам со тебе во однос на тоа дека почнавме со големи разлики, поготоа разлики во дефинициите и како што стигнуваме полека до крајот, ние всушност се повеќе и повеќе сме блиску и ова е целта на надконцептуалноста и ова е целта на ваквата диалектичка дебата, каде што не се обидуваме да се искараме и да се докажеме пред слушателите кој е попаметен и кој е повеќе по право, туку ние се обидуваме да учиме еден од друг, а уште повеќе нашите слушатели можат да научат од сите нас заедно. Сега би сакал да го прашам процесорот повторно истото прашање, дали можеме да направиме комбинација од овие два различни, полуразлични, можеби различни ставови, каде што двајцата би биле задоволни во вашите главни барања. Значи, толку почнавме да се доближуваме, што на крајот Марија ќе стане заштитник за патриархатот, а јас ќе станам феминист. Така, јас сметам дека решение е можно, дека заедничко решение е можно, кој што ќе ги офати двете перспективи.
само ќе кажам на почеток што изискува решението. Изискува решението следново, а тоа е дека не сметам дека тоа се повторно изгледа или семантичка или концептуална разлика, меѓутоа не сметам дека тоа е патриархат, што го кажуваш ти. Тоа мислам дека е екстремизација и расипување на нагонот за доминација и за успех, кој што повеќе постои кај мажите. Постои кај жените, можеби они го остваруваат на подруг начин. Класичен пример е кога биле во харем, например, кај султанот, па меѓу себе се боделе, си подметнувале работи. Значи, они сакале нивните деца да успеат наместо туѓите, ме знаеш. Сега мажите можеби поотворено се борат, може ќе да се пукаат на улица или ќе да се бодат со ножеви или што е да е војна и така натаму, а жените под површината, да речеме. Меѓутоа и тие се борат и мислам дека повторно тоа излегува тој нагон да осигураш поголем успех за своите гени и својот пород во поредба или во конкуренција со туѓите. И затоа мислам дека не е тоа патриархат што го опиша, тука е поеќе како извитоперување на нагонот и продрснување на нагонот за успех и за доминација, кој што повеќе или поотворено постои кај мажите, и мислам дека може тоа да се примири, може тоа да се канализира. Едното историско решение за канализирање на тој нагон е она традиционалното семејство. Значи на секој маж му се доделува во наводници една жена и знае децата чиви се. И тоа значи дека веќе, бидејќи осигурен дека ќе има деца и дека се негови, тој за нив се грижи и плюс сваќа, станува помудар и сваќа дека не треба сега да одеме и да се пукаме по улици, туку треба да живееме во помирен свет. Тоа е едното историско решение, меѓутоа тоа не е крајното решение. Јас она решение кој што мислам дека треба да настане денес, заради тоа што сме напредувале повеќе од тие решенија тогаш, е решението треба да се основа на своеволни односи и на мажите и на жените, значи не бидат присилени жените во брак, ниту мажите, меѓутоа, она на што треба да се работи е мажите и жените да им се работи на нивното зрење побрзо, да им се работи на нивното воспитување, култура, каде што едно сеопфатно холистичко воспитување, каде што ќе можат да ги увидат перспективите и потребите на другиот пол, на децата, на постарите, целото општество, на целата заедница, и каде што во бракот такви зрели личности, кои што, да речеме, тоа зрење ќе се убрза за да стигне до нивните најплодни години, да речеме, меѓу 22 и 25 години, тогаш да веќе да е зрел човек, значи да не биде дополнително зрење сега до 35, па да не можат после да раѓаат, па да треба да зачнуваат вештачки и така натаму, туку да веќе на 25 години да бидат зрели личности и самите да сватат дека влегување во еден природен однос помеѓу мажите и жените, каде што мажите ќе си имаат природни некои подобри карактеристики, жените ќе си имаат природно некои подобри карактеристики, никој нема биде присилен во тоа, туку самите ќе увидат дека така подобро се функционира и потребите и нагоните на сите се задоволени. Тоа би го рекол решението. И мислам дека во тој случај ќе настане оној во наводници продухвен патриархат, каде што и самите, како да кажам, самите жени ќе увидат дека еден мудар маж по дома кој што е силен и кој што материјално се ги обскрбува своите, нели, деца, неизе и ги штити и се грижи за нив, дека е многу подобра работа наместо цело време со него да се рват, и обратно, самите мажи ќе увидат дека жена која што своеволно дошла во односот со него заради неговите квалитети, а не заради тоа што може да ја присили, е многу подобар однос и нема да има рвање, туку ќе има природна комплементарност и многу поуспешно семејство на долг рок. И мислам дека решението е тоа. Значи, волунтаристички, многу по-волунтаристички и по-созреано, не знам се кој би требал тоа да го нареди, веројатно некои кои што ќе бидат вака надконцептуално, кои што ќе размислуваат и кои што ќе го смислат тоа. Јас и свештеникот се обидуваме да го расшириме тоа како идеја, лево и десно. Тешко иде малку, не ја прифаќаат. Меѓутоа, еве да речеме дека ќе успее некој тоа да го спроведе, да речеме, како политика, како општествен однос. Односот резултатот на крај би бил тој. Волунтаристички влегување на зрели личности во семејство кој што по природата ќе биде умерено конзервативно и кој што мажите и жените ќе си ги остваруваат заедничките интереси, посебните интереси на многу по-природен начин своеволно. Ова ми се допадна многу, на крај што го објасни процесорот. Еве, јас ќе пробам да направам една конечна синтеза, ако е возможно, а мислам дека е возможно. Сметам дека проблемите кои што ги имаме заеднички, како што кажав веќе, се претераните правила кои што не отсликуваат моменталната свест и моменталните интереси на луѓето. И сметам дека уште поголем проблем е
несвесноста на луѓето кои што сакаат да ја компензираат со тоа што или ќе ги почитуваат правилата и ќе натераат жените, на пример, да ги почитуваат нивните правила, или пак обратно сакаат тотална слобода, сакаат да прават што сакаат, да бидат слободни од сите одговорности кои што ги поседуваме како луѓе. Лекот е свесност. Доколку ние се навратиме на природата, како што таа наменила за нас да бидеме, мажите да бидат по-индивидуалистички, по-борбени, ловци, меѓутоа во модерен стил, жените да бидат оние кои што се грижат, оние кои што го донесуваат оној финален суд за што ќе се случува во семејството во однос на односите. Меѓутоа се ова со свест, а не со правила, би можеле да создадеме општество кое што ќе наликува на патриархат, меѓутоа нема да биде оној стариот патриархат спроведен со правила, туку ќе биде некоја природна манифестација на нашите нагони или нашите карактеристики, меѓутоа овој пат, за разлика од претходно, со свесност. Ние како животни тоа сме го правеле. Кога сме биле животни, не сме можеле, не сме имали избори, сме го правеле токму тоа што мораме да го направиме. Меѓутоа сега исто така ќе го правиме тоа, кое што ни е природа, меѓутоа овој пат со свест, без правила, без диктат. И можеме да видиме дека всушност ќе создадеме феминистички патриархат. Или нешто кое што ќе добие некое поубаво име од ова. Фемтриархат. Тука би ја затворил дебатата. Сакам да ја се заблагодарам на гостинката за тоа што на Марија, за тоа што не удостои со незиното присуство и за прекрасната дебата. Мене многу ми се допадна оваа емисија, бидејќи на вистина, како што треба, одевме кон се поголемо разбирање и кон се поголем обид за објаснување на својата перспектива. И сакам да ја дадам завршен збор, да си каже и она што сака. Ти благодарам уште еднаш. Ви благодарам и на вас многу, дечки, и мене ми беше многу убаво со вас, супер си поменав, баш беше опуштено, се посмеавме, се направивме муавет ко луѓе, многу ми е драго. Ја се врати вербата во човештвото, дека тоа можно е да се случи се уште. И да, исто така ми беше чест, ако е вистина тоа, ако не беше само така, нели, карикирано, дека сум првата левичарка што гостувам, баш ми е драго и ми е мило што решивте да се опробате и со феминистка, тоа е храбро, така што стварно ми значи што бев јас, нели, ставена во таа улога. Во однос на мојот завршен збор, да, ми требаше овој инпут од процесорот на крај за да можам да го доформулирам мојот став во однос на тоа како можеме ние заедно да го изградиме светот во кој што и двајцата ќе веруваме. И само ви ве повикала и двајцата да размислите, да ја замислите реченицата што он ја кажа, нели, на секој маж да му се додели по една жена. Знам дека ти го кажа тоа така, нели, можеби го преформулирал поинаку, но го кажа како што го кажа и мислам дека тоа многу кажува. Само замислете како би било кога, нели, жената би била на првата позиција во таа реченица, како би звучала таа реченица и како би се чувствувале вие кога би биле жени. Нели, дека би биле доделени некому. И сега кој доделува, зошто јас сум доделена, зашто не ми од мене доделен, тука се тие прашања. И мислам дека тука лежи таа патриархална логика, која што ги сваќа жените како нешто што треба да се распоредува како ресурс, како било кој друг дел од економијата, нели, како некоја руда или како. И тоа е поробување, односно тотална комодификација на жената и женското тело. И од тоа мораме да излеземе, затоа што без тоа не можеме да имаме здрави и еднакви односи. Не можеме, тогаш мажот секогаш ќе ја доживува жената како својна, а жената секогаш ќе бара некој маж кој што ќе ја направи, кој што ќе ја даде смисла, така ќе ја даде смисла на нејзиниот живот. И сега со тоа, можеби некои луѓе го сакаат тоа, нели? Можеби некои луѓе сакаат да живеат во тие традиционално хетеронормативни односи. Јас не сакам на тие луѓе да им судам и да им кажам како треба, бидејќи тогаш би била голем лицемер. Јас сум против тоа некој да кажува како треба за сите. Значи тоа е, да речеме, с феминизмот, како да сте вие 5 годишни деца, така би ви го објаснила. И според тоа, за мене, за да постигнеме ние да го оствариме тој заеднички свет, мислам дека потребно е да се ослободиме воопшто од тоа нормирање, затоа што и да прифатиме дека луѓето сакаат различни работи за својот живот. И тоа не е да завлеземе во овој либерализмов кај што, нели, што сакам ќе правам, туку збориме, постојат луѓе што се геи, постојат луѓе што се чувствуваат како мажи во женски тел. Тоа постои вистина, ние не можеме да збориме болести, мислам дека веќе и тоа го надминавме како човештво, сфативме дека тоа постои реално.
И тие луѓе на пример немаат намера да имаат деца, не им е тоа важно, они сакаат друг живот да си живеат. Но и тие луѓе можат и како да придонесат да направат чуда за колективот и заедно, нели, во тоа, во самото тоа што сме луѓе, тоа да биде нашиот најважен идентитет, а не дали сме мажи, жени, геи, би и така натаму. И со тоа мислам дека повеќе решението што јас го предлагам, повеќе ќе го овозможи тоа ослободување, каде што секој ќе може да биде свој и од таа речеме целовитост настапува, наместо, како што и ти рече, да компензира, да надоместува, нели да се докажува. Тоа се некои позиции од недостаток што доаѓаат, ако треба да се докажеш, мислиш дека не си доволен, така и. А ако сме ние сите свои луѓе, како што замислуваш, што би било прекрасно ние до 25 години да можеме да бидеме зрели, оформени личности, секако, кој не би сакал во младоста да има таа мудрост, нели? Тоа секогаш старите го викаат, нели, да имам твоите години и мојот памет. Да. И сега би било многу убаво ако можеме тоа да го постигнеме, но не мислам дека тоа се постигнува преку доделување жени на мажите или тие работи. Мислам дека може да го размислите тоа уште еднаш како го разбирате и зошто тоа е влијание на доминантниот наратив на патриархатот, кој што треба да се отвори. Треба да се видат жените како битија, кои што се исто како и мажите, нели? А не се само тука за да задоволат нечии потреби и така натаму. И на крајот, за да можеме ние да имаме баланс, мислам дека треба да се престане со таквата поларизација, не само мажи и жени, туку и нели, она што е нормално и она што е ненормално. Значи, да се разложи таа разлика и да станеме свесни, тоа што го кажуваш, многу согласувам и на тоа што го викаш свештеникот, дека свесност е уствари решението и дека се работи за различни нивоа на свест, а не за различни позиции кои што не може да се помират. Туку ние имаме тргнуваме од различни позиции, но сме свесни луѓе, работиме на тоа и можеме да разговараме нормално и да живееме заедно, така. И да најдеме политики кои што ќе ни одговараат и на двајцата, и на двете страни. Значи свесноста е таа што мислам дека ќе се развие ако се дозволи различност, да постојат разлики меѓу нас, да постојат различни начини на живење на овој живот, наместо да се форсира еден модел како единствен правилен модел. Затоа мислам дека тука е проблемот што јас го имам со патриархатот и што можеби вие би требало да го размислите. А јас дефинитивно ова што ќе си го понесам од дебатата е дека ќе размислам како пристапувам понатаму во разговори со други мажи, бидејќи мојот проблем кога разговарам со мажи на оваа тема е што премногу ги напаѓам, премногу сум антагонистички настроена и тоа нормално дека предизвикува нели само дефанзивност и самоодбрана, како секој од нас што би се одбранил, и не доаѓам до ништо ново, едноставно завршувам со истите работи што сум ги кажала и што сум ги мислела на почетокот, а ни па и другиот нешто ќе го допрам. Така што ова што јас ќе го научам од дебатата, во мојот состави можеби нема многу да се сменат, ама ќе се смени мојот пристап кон самата дискусија и затоа многу сум благодарна. Еве јас да се заблагодарам за твоето учество. Ова беше многу добра дебата, многу добра дискусија, беседа. Затоа и се вика така емисијата. И нашата идеја е да покажеме дека не мора очите да си ги извадиме ако не се согласуваме, нели? И само една работа да појаснам, сакам да кажам, околу тоа што го спомна. Јас не сметам дека треба на секој маж да му се доделува една жена. Јас го кажав тоа дека тоа било решението во минатот. Не мислам дека така треба биде. Баш за тоа го кажав волунтаристички, значи едноставно самите луѓе да сватат заради тоа што се зрели, заради тоа што се воспоставило некој систем на зреење во една заедница, добар систем, самите луѓе сватат дека така е подобро. И да се само доделат еден маж со една жена. А не некој да ги додели. Сега нормално ќе има тука социјални норми, нели морални норми и така натаму, кои ќе го буткаат тоа натаму како решение. Меѓутоа да не биде, како да кажам, со сила наметнато. Тука едноставно ова е решението, ова е најдоброто решение што го најдовме до сега. Ако созреш, сам ќе видиш дека тоа е најдоброто решение, нешто во таа смисла. Тоа беше само појаснување, меѓутоа небитно е да не ја шириме уште дебатата, може да остане за некој друг пат да се повторно се среднеме и да продискутираме. Одличен соговорник беше, ти благодарам што учествуваш уште еднаш и се надевам дека во иднина ќе имаме уште многу продуктивни дискусии каде што ќе се почитуваме себе си без разлика што не се согласуваме целосно. И јас исто. Фала ви.